Пазите ли се? Пазиме се, по сенката одеме повеќе. Не. Не излевам по жешкото после 10 сата и готово, тоа е се. Штип се топи, секој агол, секој ќош, секој дзите како да пари од внатре. И покрај тоа што граѓаните ги почитуваат сите препораки на лекарите, пијат вода, носат лесна облека и избегнуваат сонце, сепак пеколот не попушта. Во анкетата што ја спроведовме, 90% од штипјени признаваат дека со овие температури немаат сила да функционираат нормално. Како што истакнуваат, излегувањето од дома е како да влегуваат во печка. Да. Седете си. Да, седеме си дома на ладно, клима, а за струја колку ќе дојде ќе видим. Лекарства, само дипам, ја пијам, меѓутоа мајка ми пие повеќе лекарства, она не може да излезе, срце болесник и така. Значи мора да се пази. Да, мора. Иначе Иначе не бива. Жешко е, да. заштитувате ли се? А не се заштитувам, како? Не. Гледате да сте дома. Да. Да, обавезно. Без клими? Без клими тешко. Низок крвен притисок, колапс, малаксаност, поспаност, главоболки, намалена концентрација и слабост се само дел од симптомите на кои се жалат граѓаните. Лекарите предупредуваат со секоја здравствена промена да се консултираат со своите матични. Поради високите температури се појавуваат и нисок крвен притисок, епизоди на колапси, односно на губење на свест, поради несоодветна хидратација или изложеност на високите температури што деневи ги има во нашата земја. Меѓутоа, оние кои што се хронично болни, што имаат потреба од редовна терапија и така како ги чувствуваат овие драстични промени и се одразува на нивното здравје со варијација на крвниот притисок, забрзана срцева работа, малаксаност, поспаност, главоболки, како што претходно реков, и општа слабост, намалена концентрација и расудување. Секако ако осетат некои од овие симптоми кои што го нарушуваат нивното секојдневна активност, да се обратат до својот матичен лекар за да добијат советен третман или корекција на веќе дадената терапија. Инаку температурите се очекуваат да опаднат во следните неколку дена. Како што најавија синоптичарите, температурите се очекуваат да опаднат за 5 степени, со што граѓаните ќе можат да се стабилизираат.